Здраво на сите, јас сум Даниел. Добро дојдовте на новиот серијал на Едуино видеоупатства, каде во наредниот период ќе се обидеме да креираме видеоупатства за поддршка на процесот на онлайн наставата. Во ова видео ќе се запознаеме како да зададеме тест од претходно креиран тест во Microsoft Forms и исто така ќе се запознаеме како да креираме работна задача и да очекуваме повратна информација од учениците во Microsoft Teams. Препорачено е тестот да се поставува како assignment, односно со вметнување на овој тест во самиот Teams, во опцијата Assignments, за да можете да добиете полесно повратни информации и сите повратни информации и резултати ќе ги имате на едно место. За да го поставиме тестот во Assignments, во некое одделение, влегуваме во одделението каде што сакаме да го поставиме тестот, ја одбираме опцијата Assignments, доколку е дозволена, ќе забележиме три опции, а тоа е Drafts, Assigned и Returned. Првата опција е доколку имаме креирано тест, но доколку се уште го немаме зададено тој тест, можеме да го снимаме како темплейт, односно во Drafts. Втората опција е Assigned, односно тестовите и работните задачи кои што се веќе зададени до учениците. И последната опција Returned, односно опцијата е доколку е завршен тестот, тука ќе се појави тестот кој што е завршен и кој што има повратни информации. И последната опција е копчето Create. Со кликање на тоа копче можеме да креираме assignment или quiz, односно работна задача или пак quiz, односно тест. Првата опција ни е опцијата за assignment, која што ќе ја разгледаме подоцна. Втората опција ни е опцијата креирање на тест, која што сега ќе ја разгледаме. И последната опција е опцијата from existing, односно доколку веќе имаме зададено тест, креирано и зададено тест во некое одделение, можеме да го зададеме сосема истиот тест од тоа одделение, но ние креираме нов тест, не е зададен во ниту едно одделение, кликаме на опцијата Quiz и ќе ни се излистаат нашите припремени тестови во Forms, кои што ги креиравме претходно. Ќе забележиме дека моментално имаме само еден тест креирано, го одбираме него и кликаме Next. Чекаме да се вчита оваа сина линија до крај. Задолжително почекате да се вчита. Тогаш тоа значи дека документот, односно формата која што ја креирате претходно, е прикачена. И имате неколку опции кои што треба да ги потполните. Првата опција ви е вметнување на име на тестот. Гледате, по дефолт останува името кое што претходно го креиравме во самиот Forms. Вметнување на инструкции, односно објаснување, кои што исто така имаат можност да се форматираат. Понатаму, гледаме дека се вчитани и поените, максималните поени од самиот тест, кој што ги имавме претходно. Обележено е одделението каде ќе биде испратен овој тест. Доколку сакаме, имаме опција да додадеме уште некој одделение со кликање на оваа опција и одбирање на уште некој од одделенијата, од класовите. Забележиме дека горе се веќе три одделенија и доколку сакаме да ги отстраниме, пак сакаме само во едно одделение, ги отштиклираме, односно ги исклучуваме, останува само едно одделение. Доколку е обележено само едно одделение, тогаш имате можност, опција и да одберете доколку имате потреба од поставување на ова работна задача за само неколку ученици. Доколку имате потреба, еве сакате овој тест да го зададете за определена група на ученици од тоа одделение, кликате на иконката
со човечето плюс и можете да одберете кои ученици сакате да го решават овој тест. Понатаму имаме опција повторно да поставиме време за завршување на самиот тест и тоа можеме почетно, односно датум до кога треба да го испратат тестот и време до кога треба да го испратат тестот. Но јас би ви препорачал, доколку забележите под оваа опција, имате опција каде што пишува Edit. Кликате на неа, ќе ви се отвори прозорче каде што можете да подесите, односно schedule, да го поставите системот автоматски да го закаже тестот кога ви одговара, нели доколку не сакате веднаш да го зададете тестот до учениците. Исто така, до кој датум сакате најдоцна да го завршат тестот учениците. И исто така имате опција која што е многу важна за тестови, односно тоа е close date. После ова close date веќе нема да дозволи на учениците да го гледаат тестот или пак да испраќаат одговори. Еве ги поставуваме due date, односно до кога најдоцна би дозволиле да го испраќаат тестот. 5. Претходно забележавме до 8:30. Исто така го чекираме close date, односно датум на завршување, на затворање на тестот. Доколку немаме промени, останува исто како due date. И доколку еве сакаме самиот систем да определи, нели, автоматски да го даде тестот до учениците, еве, да речеме, на 5 во 8 часот наутро, му задаваме задача на системот со чекирање на schedule, самиот систем во 8 часот на 5 декември да го зададе тестот до учениците. Така што тука вие немате веќе обврска да мислите и да го закажувате тестот точно во 8 часот. Самиот систем го закачува во 8 часот и го закажува до учениците, им јавува на учениците дека има прикачено тест и од тогаш и го отвора тестот за решавање. Кликате на Done и ќе забележите дека ова копче ни се претворило во schedule. Доколку пак сакаме да го снимиме за подоцна, кликаме на Save и се снима во Drafts. Доколку пак не сакаме да го креираме сега тестот, можеме да кликнеме на Discard и автоматски се ова што сме сработиле нели се откажува. Ние сакаме да го зададеме тестот, односно да го закажеме тестот. Кликаме на Schedule и системот го закажува самиот тест за рековме 5 во 8:30 часот. Ученикот ќе добие известување во самиот Microsoft Teams дека наставникот го поставил тестот и со влегување во предметот и влегување во View Assignment може да влезе во самиот тест со кликање врз тестот, може и да го реши тестот. Понатаму можеме да забележиме дека редоследот на прашањата исто така е измешан. Може да прикачи файл од својот компјутер. Понатаму може да одговори со долг одговор. Може да ги подреди броевите по големина. Даме дека системот автоматски ги измешал, го измешал редоследот. Исто така може да одбере од прашањето со обележување. Еко пример. Прашањето со повеќе можни одговори и прашањето со споредување на термини. Со кликање на копчето Submit
ќе се појави пораката која што претходно ја запишавме за успешно завршен тест. И понатаму, доколку ученикот проба повторно да влезе во самиот тест, ќе забележиме дека самиот систем нема да му дозволи повеќе пати да го заврши тестот. Исто така, кога ученикот ќе го реши тестот, кај наставникот ќе се забележи во assignments, во самиот тест, дека еден ученик од вкупниот број на ученици го има завршено тестот. Со кликање на тестот ќе ни се отвори листата на ученици. Ќе забележиме дека ученикот кој што го испратил тестот, кој што го завршил, ја има иконката Turn In и можеме со кликање на тоа копче да го разгледаме тестот и да го оцениме. Доколку ученикот го нема завршено тестот, ќе забележиме дека ќе пишува Not Turned In, или пак доколку само го има видено тестот, но го нема завршено, ќе имате една иконка со окце и ќе пишува дека е виден, односно viewed. Исто така можете веднаш да дадете некој фидбек и ќе забележите на десната страна ги има вкупните поени од тестот за тој ученик, но некои од прашањата ќе мора и рачно вие да вметнете поени, како на пример текстуалното прашање. Кликаме на Turn In и ќе ни се отвори опцијата за разгледување на предадените тестови. Гледаме дека ученикот има точен одговор за првото прашање и системот автоматски му доделил поени. Гледаме за второто прашање, сите се грешни и гледаме дека системот не му оставил поени. Гледаме дека прашањето со краток одговор е неточно, исто така системот нема поставено поени. Гледаме дека точно се подредени броевите, исто така автоматски си добил поени. Споредбата на именките со родовите ќе мора рачно да ја оцените. Исто така сите овие резултати од тестовите и од работните задачи ќе бидат забележени во grades, односно во дневникот со постигнати резултати, и ќе можете да си ги сумирате резултатите од сите завршени работни задачи и тестови за секој ученик посебно, да забележите што сработиле и да си изведете потребна оцена. За да креирате пак работна задача или пак задолжение до учениците, го одбирате одделението, кликате повторно на Assignments опцијата, доколку ви е овозможена, кликате на копчето Create и одбирате опцијата Assignment и повторно ви се отвара работна површина каде што најпрво внесувате наслов, еве на пример цртежи за прво полугодие. Во инструкции внетнуваме неколку насоки, еве на пример испратете 10 цртежи. Понатаму имате опција да додадете ресурси, односно некои материјали како референца. Следната опција е опцијата на поени. Оваа работна задача колку поени носи, односно колку поени можат учениците да освојат од оваа работна задача. Еве, бидејќи се цртежи, рековме 10 цртежи, може да запишеме 120 поени до 40 и недоволен од 0 до 20 поени. Сме си ја креирале бодовната листа. Имаме опции за да додаваме и текстуален дел, доколку имаме потреба. И кликаме на копчето Attach, за да ни ја прикажи оваа бодовна листа директно на нашата работна задача. Кликаме на Attach и ја поставува оваа бодовна листа, ја прикачува на самата работна задача. И можеме понатаму, кога ќе ги прегледуваме работните задачи, со кликање на
оцените кои што ги запишеме во бодовната листа, автоматски да му доделиме и поени или пак оцена за ученикот. Понатаму, можете исто како и со тестот да ја назначите ова работна задача за повеќе одделенија доколку имате потреба, или пак за определена група на ученици доколку се работи само за ова одделение. Исто така имате опција за да изберете датум до кога треба да го предадат, да ја предадат ова работна задача, или пак со кликање на Edit да одберете закажување на работната задача, самиот систем да ја закаже. Исто така датум до кога треба да ја предадат и close date, односно датум на затварање на самата работна задача. Кликаме Done и кликаме Assign за да ја закажеме работната задача. Од страна на ученикот ќе се појават известувања дека има нешто ново во овој предмет. Ученикот влегува во самиот предмет и може да влезе во работната задача. Го чита името, цртежи за прво полугодие, клика на View Assignment и ќе се отвори работната површина каде што го има насловот на самото задолжение, го има датумот до кога треба да го испрати, да испрати оваа работна задача. Има инструкции што треба да направи, како треба да ги прикачи, што треба да прикаче. И има опција за да прикаче работна задача од својот компјутер. На десната пак страна ги има поените кои што може да ги освои и ја има бодовната листа доколку сака да си ја разгледа ученикот. Рековме, за да прикачат тие работна задача, кликаат на иконката со спојувалка или пак Add Work. Кликаат на неја и може да прикачат работна задача. Или од OneDrive може да закачат, да прикачат задача од својот компјутер или пак да креираат директно тука некој файл. Word документ, PowerPoint или Excel документ. Исто така можат да вметнат линк до определена работна задача или пак да прикачат од својот уред, односно компјутер или пак мобилен телефон. Со кликање на Upload from this device може да одберат, рековме 10 цртежи, ево ние 4 ќе прикачиме. Кликаат Done и ги вметнуваат и може да ги испратат до наставникот. За да ги испратат до наставникот потребно е да кликнат на копчето Turn in и се испраќаат до наставникот. Имаат опција и да ги доколку се предомислат или сакаат да додадат нешто ново, да кликнат Undo Turn in и повторно да променат нешто, со што кај вас од страна на наставникот ќе ги забележите сите промени кои што ги направиле. Од страна на наставникот ќе пристигне известување дека има нешто ново. Клика на View Assignment или пак влегува во Assignments, ќе забележи дека во зададената работна задача еден ученик има поставено работна задача, клика на работната задача, ќе забележи дека ученикот ја има испратено работната задача, другиот ученик нема испратена работна задача. Со кликање на Turn it in може лесно да ги разгледа сите фајлови кои што се испратени од страна на самиот ученик. На десната страна си ги разгледува во зависност од тоа дали се текстуален документ или пак фотографии, и може со кликање на бодовната листа да одбере оцена, односно поени кои што ќе ги додели до ученикот. Еве на пример, одличен 5, клика и автоматски системот дава 100 поени на ученикот. Или пак доколку сакате можете и рачно да си вметнете поени. Еве на пример 85.
и да ги испратите до ученикот. Со кликање на копчето Return ја враќате работната задача од ученикот, оценета, можете да поставите порака и исто така имате опции за да одите до следниот ученик, кликате Return тука и може да изберете друг ученик од листата или пак со кликање на стрелките лево-десно да ги разгледате сите ученици. Ви благодарам на вниманието.